сега да посакаваме добро утро на нашата гостинка. Добро утро. Доцент доктор Викторија Трајков, која што е универзитетски професор и кариерен дипломат. Добро утро, добро ве најдов. Убаво друштво, убаво расположение. Добро ви утро, да не испаѓа како сервилно, само ми доаѓа вака некако да ви кажа, да ви дадам ми комплимент, дека прекрасно изгледате, дека не го красите студиото. Многу значи кога е од жена. Значи, но знам на вас како интелектуалец не ви е најзначајно. Многу е поважно она што ќе имате да го кажете. Меѓу другото ќе зборувате за тоа како да го сочуваме нашиот идентитет и зошто не го правиме тоа. Јас само на почеток, Слободанка, ќе ми дозволиш да ја поврзам гостинката со нашата прва тема со оглед на тоа што има врска и со нашиот идентитет. Зборувавме за македонскиот јазик. Тој е дел од нашиот идентитет. И зборувавме зошто нашите институции не само што не го почитуваат законот за употреба на македонскиот јазик, туку него не спроведуваат, а со тоа го кршат и уставот. Зошто е тоа според вас? Дали споради несакање, неможење, немање, не знам, средства, немање волја или пак тенденциозно? Од се по нешто. Прво мислам дека не е точно дека се работи за незнаење. Не би сакала уништување на мојот мајчин јазик да го препишам на нечие непознавање, затоа што убаво пишува во законската регулатива што и како треба да се спроведува на лице место, но она што постојано се прави во одредени места, би го препишала првенствено на собирање на ситни политички поени кај својот аудиториум и сметам дека тоа веќе еднаш за секогаш треба да прекине. А од друга страна, сметам дека покажувањето сила врз македонскиот народ во сопствената држава е уште еден момент кој што се прави исто така на политички план, само за да се покаже кој е главен во државата. Но нештата се менуваат, знаете, доаѓа ново сонце, така што Јас секогаш што го велам. Така е, така што пролет доаѓа. Да, се менува. Значи, мерење на сили, така му доаѓа нешто и мускули да се покажат. Да, јас би го дефинирала единствено како собирање на ситни политички поени и апсолутно покажување на сила во сопствената држава. Но за нешто што многу ни е важно. Апсолутно. Мислам дека секој од нас како поединец, како влијателен во својата област треба да работи секојдневно на зачувување на својот идентитет, пред се на јазикот и на она што со векови го има на овие простори. Ви благодарам. Слободанка повели. Да, еве, добро утро и од мене и добро ни дојдовте. Да, една прекрасна дама, вакви дами не се потребни, интелектуалци, жени во Македонија и посакувам да има и во поголем број, како што кажавме, секогаш се надеваме на посветла иднина и младите кои што допрва студираат и се на факултетот, поготово Универзитетот Скопје, да останат тука во Македонија. Тоа е нашата мисија, како универзитет, како професори, како академски кадар кој што работиме на Универзитет Скопје, постојано да им кажуваме на своите студенти и така да ги насочуваме од кога ќе дојдат од прва година дека нема резервно таткови. Јас би сакала малку и лично да ве запознаеме, вака и гледачите. Вие сте доцент, доктор Викторија Трајков, кариерен дипломат, универзитетски професор. Како успеавте во сето тоа? Па добро, тоа некако едно со друго со текот на годините се направи некоја спојување. Па да, учење и пред се вложување во себе и во тоа што значи тој научен пат. Меѓутоа дипломатијата ми е некако пасија уште многу одамна. Веројатно таа способност за јавен настап, за лобирање, за размислување, за гласно размислување и така натаму може да би доведе до тоа да ја одберам како своја професија. Меѓутоа овој професорскиот дел малку ми е и наследен. Баба ми и дедо ми беа професори исто. Доста многу се сеќавам во тие летни денови се зборуваше за наука, како доаѓаше на 10 баба ми даваше наредба да се тие неколку лектири кои што ни се за наредна година да дојдат дома и да се прочитаат, така што можеби тоа е сплет на околности. И верувам дека секој си ја пронаоѓа кога тогаш својата професија која што го води напред. Така, можам да забележам колку слободно однесување, гестикулации и разговори со нас, оглед на тоа дека претходно кога имаме гости кои не биле пред камера е малку поинаку. Да, но кај вас тоа не е воопшто проблем, затоа што тоа е сте навикнати. Да, моето телевизиско искуство затоа што моите родители беа собственици на телевизиска куќа во Битола, јас сум инаку битолчанка по на која телевизиска куќа? Во родом телевизија Орбис беше на
Како јас тоа го забележав? Да. Татко ми беше собственик на тоа и веројатно можеби еве растев во тој домен во Сетова што вие секој ден го работите, така што го забележав тоа од професионална страна. Така е, така. Добро, ајде сега да се навратиме на она за што сме тука. Каде чекори Македонија? Дали доволно го заштитивме, како што веќе го споменавме таа тема идентитетот? Тоа е насловот поточно и на форумот кој што ќе се одржи на 14 март на Универзитетот Скопје, каде што ќе има, еве ќе кажеме, големи звучни имиња, меѓутоа она што е исто многу важно, моćни пораки кои што треба да допрат до сите. Сега голем форум и големи имиња, да го најавиме настанот и да ни ги откриете деталите. Да, значи на 14 март оваа година од 12 часот на Универзитетот Скопје решивме дека треба да направиме форум. Што не поттикна да го направиме оваа година посветен на македонскиот идентитет, бидејќи секоја година ние работиме различни форуми кои што се инспирирани од теми кои што ги предходно правиме истражувања, ги распрашуваме студентите кои што, како, за која тема се заинтересирани најмногу, меѓутоа она што ни се случува посебно, веројатно беше како последица на цела актуелна политичка состојба која што ни се случи последните неколку години. Особено последните 2 години со потпишувањето на тие меѓународни договори каде што се направи промена на име, па другиот се цеува во проблеми и забелешки во нашиот идентитет и така натаму и решивме дека од некаде мора да се почне, системот мора да се рестартира и веќе да се каже крај на сето ова, така е, да се каже крај на сето ова распродавање на македонската историја, на македонскиот јазик и култура. Затоа решивме да направиме еден таков форум каде што ќе собериме луѓе, односно ќе викаме панелисти кои што ќе разговараат на секој од својот домен и да видиме кој каде може да помогне, дајте луѓе да си ја вратиме државата. Така. Кога зборувам за дајте луѓе да си ја вратиме државата, не мислам дека ние имаме територијални претензии или не знам што треба ние да направиме да земеме пушка или да пукаме, меѓутоа она кој што од нас треба да излезе како научна фела, меѓутоа и од бизнис заедницата и од политичарите е што ќе направат за да го вратат она што ние го изгубивме, можам да кажам за 365 дена, односно со еден подпис за кој што нели добро знаеме што и како се случи. Кој што допре до сите македонци кои што се сите така. Тоа ни беше едната инспирација, едниот дел за кој што се инспиравме, вториот дел она кој што претходно го начнавме како тема, како размислуваат младите. Са ние нон-стоп се дружиме со тие млади кои што доаѓаат нели на предавања, се наши студенти и така натаму, меѓутоа имаме и студентски караван од самиот универзитет кој што оди по средните училишта, нели ја презентираме работата на универзитетот и во непосреден разговор разговараме што и како им смета, сакаат да променат и така натаму. Како млад свет како млад свет, точно, па тие се матуранти, апсолутно тие се матуранти во 4-та година, кои што нели треба да го проучат своето високо образование и да дојдат кај нас на универзитет. Верувајте ми дека 99% размислуваат дека треба да заминат од државата. Не затоа што овде не им е убаво, во смисла на тука се мајка им, татко им, баба, дедо и така натаму, меѓутоа системски сакаат да си заминат. Понижени се чувствуваат и сакаат да ја напуштат државата. Од што најмногу се понижени, што кажуваат? Сметам дека понижувањето им е точно тоа што вака развлечено го зборуваме од самиот почеток на овој разговор, првенствено од системот кој што ги понижува насекаде, значи идеш во здравство е катастрофа, си понижен граѓанин, одиш во, не знам, на некој шалтер, те понижуваат, па потпишуваш, апсолутно, па потпишуваш нешто и гледаш дека не си баш македонец и не си како она што ни беше представено. И затоа рековме дека оваа година ќе се посветиме на форум на кој што ќе повикаме звучни имиња кои што значат нешто за нашата татковина и така натаму и од некаде да почнеме и таа научна фила да ја разбудиме и да кажеме доста е на националните понижувања. Да, еве ги споменавме панелите, рековте ќе се зборува значи за политичките случувања кај нас, исто така за економијата која што и многу треба да се работи токму и на тоа поле, меѓутоа и она што е многу важно за сите нас, а тоа е идентитетот. Меѓутоа и овој форум, како што и кажавме, веќе изборуваме за тоа, се прави токму кога Македонија се наоѓа на една, да кажеме, раскрсница, да се биде или не.
Така е, затоа го одбравме 14 март како символика на тоа што сметаме дека е еден период меѓу зима и пролет, каде што треба конечно да се разбудиме и тоа ни беше символиката дека точно во март треба да го направиме форумот, првата работа. И втората работа е она што треба сите заеднички со своји сили да се здружиме за да можеме нели да го заштитиме македонскиот идентитет. Ќе можеме тоа да го сториме? Јас не се откажувам од борбата и сметам дека ако секој трга од себе, дека сака да си врати она што му е одземено на сила, мислам дека ќе успееме во борбата и откажувањето не е опција. Така. Ајде малку и за економијата, нели ја споменавме. Да. Според вас, кои се резултатите, статистиките, што покажуваат докаде е економијата во Македонија? Тоа секојдневно го живееме. Не е потребна јас како професор или не знам некој да ни каже точно која е бројката, точно која е бројката, кој процент и така натаму, иако сум јас професор по економија. Меѓутоа, она што апсолутно сакам да го потенцирам и во делот на економијата, пак ќе кажам, не треба да сум професор да кажам по дефиниција што ни се случува. Секојдневно чувствуваме кога ќе одиме во маркет, кога ќе треба на баба ми да и дојде пензијата нели на први, кога не може нели да режиските трошоци да си ги покрие, не знам кога на одреден сосед треба да плати сметки, не знам да даде на своето внуче, а нема да даде и така натаму, така што сметам дека можеби ова се последнава година се најлошите денови кои што ќе бидат запишани во црното минато на државата. И ве споменавте да економијата и она што сега ние го зборуваме е токму и што го имаме и како теми во утринските, во нашата утринска програма за економијата и секогаш ни се јавуваат повозрасната генерација, поточно пензионерите кои се жалат токму за тоа. Дека пензиите не можат да им стигаат до крајот на месецот, со оглед на тоа дека треба преценили во години кога сме лекарства и јас веќе ќе се ставам во тој кој за било што и да се работи, меѓутоа и другите оние пропратни потреби животни кои што се неопходни за живење. Точно. Може ли тоа некако и дали постои начин да се смени, а секој молчи и ништо никој не превзема? Видите, во поглед на економијата може и ние бевме сведоци на еден економски бум кој што траеше од 2008 година до таму 14, 15, 16, каде што многу странски инвеститори беа заинтересирани во Македонија и веќе живна не само Скопје, каде што се е сконцентрирано и јас сум строго против централизирање на работите, туку и останатите градови во државата, во помалите градови, каде што се отворија разни капацитети, својствено на тоа и многу луѓе се вработуваа, што значи дека почна да се движи економијата и имавме тие, може да се каже, златни години за економијата. Тоа е статистички докажано. Така е. И не само што... И го почувствувавме и ние како точно, делот. не само што нели тоа стои како истражување на научната фела која што ја прави во држава, туку и единствено бројките укажуваат дека да, ние сме живееле добра економија од 2008 натаму и сметам дека работа и многу работа е само формулата за успех во поглед на економијата. Не се согласувам дека не знам не ни чини ова, не ни чини она, не, Македонија е непресошен извор на многу работи и сметам дека имаме одличен капацитет и во луѓе и во не знам и во простор и во земја и во градови и така натаму каде што ќе може да се понуди, каде што ќе може да се понуди. Точно ние имавме на национална стратегија која што беше фокусирана на Invest in Македонија, ако се сеќавате на Македонија Timeless, на прекрасни кампањи кои што ја промовираа самата држава и мислам дека сето тоа може да се повтори, може да се надгради и да биде уште подобро, меѓутоа треба правилни луѓе на правилни места. Така, ја споменавме за убавините, еве да кажам, и на нашата држава. Ајде малку за нешто поубаво, меѓутоа идентитетот, како што кажавме, е многу важен за државата. Велам нешто поубаво затоа што вие навистина сте еден голем оптимист, како што можам да забележам од нашиот разговор. Меѓутоа, колку изминативе години, веќе кажеме, бевме во еден тотално погрешен правец. Тоа го споменавме дека 365 дена во годината ни промени се, да не знаеме до каде сме, нели? Со менување на пасоши, име и така натаму, бунило, едно големо бунило кај сите создаде, меѓутоа и она што е многу важно е сите допре до чувствата на македонецот. Идентитетот, значи, ќе зборувате сигурно за идентитетот како да го зачуваме, јазикот, меѓутоа она што е многу важно е тоа нашата култура и традиција. Точно. Го замислевме форумот во 3 панели, во 3 дела. Првиот ќе го посветиме на политиката.
затоа што сметаме дека таа е неизбежен дел од секојдневието не само во Македонија, туку општо и во сите држави и добро е да го слушнеме мислењето на различен профил на политичари кои што се актуелни во моментот, меѓутоа ќе бидат и можеби актуелни и понатаму, меѓутоа и се надеваме дека ќе го слушнеме и мислењето на луѓе кои што нели после знаете дека не чекаат избори и така натаму би биле тие кои што би биле ударна тупаница на самата држава. Вториот панел го посветуваме на економијата и на развојот на Македонија на економски план, затоа што тука сметаме дека не доволно е посветено на македонскиот бренд, нешто што е пак моја експертиза и доста сум правила истражувања во тој поглед. Сметам дека жалосно е на држава како Македонија, откаде што се потекнува, па сите други модна земја. Така, па сите други викаат таа не ракијата е наша, ајварот е наш и така натаму, што не е апсолутно точно. Шарпланинецот е наш, што не е апсолутно точно, шарпланина е кај нас. Океј, се согласувам дека е на Тромеѓе, меѓутоа она кое што е изворно е македонско, така е тоа. И жалосно е што една држава има само неколку автохтони марки, брендирани производи под македонски бренд. Така што тука во тој дел ќе зафатиме економијата и третиот и најважниот дел кој што мислам дека ќе биде нешто за кое што ќе биде клучната карика во самиот форумот, кој што ќе имаме доста пораки е заштита на македонскиот идентитет, националност и култура, каде што ќе го имаме Атанас Коневски, професорот Атанас Коневски од Небрегово, односно од како се вика невладината организација Небрегово, нели на Блажеј Коневски. После тоа ќе имаме доста професори кои што ќе зборуваат на таа тема во тој панел. Ја имаме професорката Наташа Котлар, историчар, ќе имаме доктор Улчар, Елка Улчар. Тука станува збор за во поглед на бизнис заедницата, ќе ги слушнеме и стопанските комори како размислуваат, како се развиваат и така натаму, но ќе имаме и доста големи бизнисмени кои што значат, доста луѓе вработуваат и значат нешто за македонското општество, а за политичкиот дел нема да кажам ништо. Очекувам да се собереме сите на едно место и со заеднички сили да испратиме дека доста е новаа држава и апсолутно им се потребни промени. Јас сега ќе кажам со оглед на тоа дека се ближи еве го 8 март. Ке честитам и пред време, среќен 8 март и да се секогаш вака убава насмејана и во јавноста да ве гледаме почесто со вакви излагања, да кажам, затоа што знаењето пред се кај еден интелектуалец е важен за сите нас да го слушнеме. Меѓутоа ајде малку да се осврнеме на жените со оглед на тоа дека вие имавте од вашиот универзитет форум токму и за жени, како да бидат успешни градоначалнички и така натаму. Нешто повеќе околу тоа ги споменавме овие исто така многу успешни имиња од во нашата Македонија кои се жени борци за идентитетот, поготово и за сето она што е македонско. На секој јавен настап многу се радувам кога ќе видам жени. Сега ќе ми речат ама не ти си феминисти, не знам што, па да, во одреден сегмент сум феминист затоа што сакам убава жена пред се, мислам секоја жена сама по себе, точно сама по себе убава, ама кај нас некако така сонцето е посебно, па сите жени се некако убави. На свој начин. Точно, убаво е да се види жена која што се бори за себе, за своите права, меѓутоа и кој што како се викаше сега на народски кажано растура мозок на маса, тоа значи дека е доста паметна, елоквентна, знае што треба да каже и така натаму и мислам дека крајно време е жените да превземат светот. Нека биде така. Па и во Македонија нека ни има повеќе за да ја доведеме државата во еден непогрешен, како што велиме, правец, туку на вистинскиот правец со токму и вакви дами жени. Благодарам многу за гостувањето. И благодарам многу и сакам да се заблагодарам на Алфа телевизија, на утринската програма за целата поддршка која што ни ја давате. Секако задоволството и на наша страна и многу успех посакувам, успешен форум пред се и се разбира понатамошни големи успеси. Јас повторно си најдов нешто за се надоврзам. Ги споменавте учесниците на настанот, сите се квалитетни, но ќе издвојам една, Наташа Котлар, од проста причина што во петок, да им кажам на гледачите дека ќе ни дојде овде во утринската, токму по повод 8 март, малку историски да ги потсетиме новиве генерации кои што по се изгледа заборавиле зошто постои тој ден, да знаат дека не е денот на цвеќарите, толку денот на жената. Историски гледано и во македонската историја жената го презема бајракот на промените, така што имате доста што да разговарате с професорката. Ви благодарам многу и на двете.